Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Здруженијето за еднородителски семејства Една може по повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, од денеска до 7 март организира солидарен базар. На базарот, поставен во Скопје Сити Мол, ќе може да се купат рачни изработки, уметнички дела и природна козметика, изработени од членките на Здруженијето. Купувајќи некој од производите се вреднува и поддржува трудот на членовите на оваа организација. Ова е само најава за вестите, а еве што ќе гледате во нив. Промовиран третиот дел од словачкиот документарен триптих Мисијата на браќата Константин и Методи. 8 мартовско расположение во главниот град. Работилници, филмови и дискусии на 8-те вечери на женски права. На 4 март 13-то женско автомоторели на паркингот до плоштадот во Автокоманда. Развој и успеси на спортските клубови во Петровец. По повод 23 години од воспоставувањето од дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Словачка, амбасадата на Словачка во Скопје во кинотеката на Македонија организираше проекција на третиот дел од словачкиот документарен триптих Мисијата на браќата Константин и Методи. Амбасадата на Словачка во Скопје денеска во кинотека на Македонија го промовираше третиот дел од словачкиот документарен триптих Мисијата на браќата Константин и Методи. Проекцијата на документарецот е по повод 23 години од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Македонија и Словачка. Првиот дел од документарниот триптих беше прикажан во 2015 година, а вториот во март минатата година. Сценариото е на Бернадета Токарова, а режијата на Кристијан Безак. Кирило-методиевската тема е најсилната врска која ги спојува Република Македонија и Република Словачка и нејзините два народа во словенскиот свет, истакна денеска словачкиот амбасадор Мартин Безак на денешната проекција. Филмот е во продукција на Словачка телевизија, а беше прикажан во кинотека на Македонија. Не е случајност дека Македонија е првата странска земја во која го представуваме документарниот триптих од продукцијата на Словачката телевизија Мисијата на браќа Константин и Методи. Дозволете ми да ве подсетам дека првиот дел од филмот го прикажавме во декември 2015 година по повод државно-црковен празник Свети Климент Охридски. И вториот дел во март минатата година исто така по повод одбележувањето на годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Република Словачка и Република Македонија. Како земји чии народи Кирило-методската тема ја спојува во словенскиот свет валда најверојатно најсилната врска. Од 4 до 9 март се одржува 8-то издание на Вечери на женски права, кои вклучуваат работилници, филмови и дискусии, а главно ќе се одржуваат во Младинскиот културен центар. Манифестацијата започнува викендов со предпрограма, а официјално ќе биде отворена во понеделник во 20 часот во киното Фросина со проекција на документарниот филм Сибирска љубов во режија на Олга Делане од Русија. Центарот за истражување и креирање политики под покровителство на град Скопје и во соработка со UN Women од 4 до 9 март ќе го организира 8-то издание на Вечери на женски права. Манифестацијата ќе опфати работилници, проекции на филмови и дебати кои ќе се одржуваат главно во Младинскиот културен центар. Манифестацијата ќе почне викендов со предпрограма, во која во сабота и во недела од 10:30 до 15 часот во Младинскиот културен центар ќе има неколку работилници: за јога, за фотографија, стрип работилница, јога за смеење, страф од породување и работилница за сценарио. Вечерите на женски права официјално ќе бидат отворени в понеделник на 6 март од 20 часот во киното Фросина во Младинскиот културен центар, со проекција на документарниот филм Сибирска љубов во режија на Олга Делане од Русија, која ќе гостува на манифестацијата.
Покрај неа гостинка на вечерите ќе биде и хрватската режисерка Андрејка Скрачич, чиј филм Срцето на жената ќе биде прикажан на 8 март. Програмата опфаќа уште 2 документарни филма чија цел е да потикнат критичко размислување за улогата на жените. По проекцијата на овој филм во киното Фросина ќе има дебата улогата на жените во обединување при криза, со која ќе бидат затворени годинашните 8 вечери на женски права. На самиот ден на жената, 8 март, Македонија ќе се приклучи кон глобалната кампања економското јакнење на жените во менливиот свет на работата, преку јавни настани и перформанси кои ќе се одржуваат на плоштадите Македонија и Карпошово востание и во паркот Жена Борец, изложба на ракотворби во Даре Джамбас и други настани што ќе ги реализираат повеќе невладини организации и активистки за женски права. Вечерите на женски права во Македонија се организираат од 2010 година. Организаторите очекуваат голема посетеност на настаните, како и во изминатите изданија на манифестацијата која подеднакво ја посетувале и жените и мажите. Според нив, овој настан нуди алтернатива во прославувањето на Меѓународниот ден на жената 8 март. Годинава преку уметност, филм и музика ќе се потикнат мажите и жените да размислуваат критички за родовата еднаквост и да оддадат почит на досегашните достигнувања, соопшти Центарот за истражување и креирање политики, кој годинава е организатор на манифестацијата. Осмомартовски понуди за ресторанските прослави, како и попустите во продавниците кои нудат осмомартовски подароци се присутни веќе подолго време. Во зависност од стилот, граѓаните избираат различен начин да го одбележат Меѓународниот ден на жената. На самиот почеток на месецот на жената, во пресред на одбележувањето на Меѓународниот ден на жената 8 март, се е во знакот на избирањето и купувањето на соодветен подарок. Иако многумина се согласни дека убаво е секој ден да е празник и да ја се посветува почит и љубов на жената, сепак им се радуваат на 8-мартовските подароци и дружења со пријателите. Историски гледано, 8 март символизира многу повеќе отколку подарување и присуство на некоја организирана веселба. Сепак, трговците и угостителите успеа да ја искомерцијализираат борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите и од неа да остварат голем профит. Камерата на МТМ телевизија денеска во центарот на Скопје успеа да улови неколкумина граѓани кои сакаа да си обезбедат соодветни подароци пред да почне значително да се чувствува осмомартовската еуфорија. Бутиците и парфимериите се веќе излепени со налепници кои означуваат намалување на цените, а посетеноста во истите значително се зголемува, потврдуваат продавачите. Модерното време на живење го промени и стилот на подарување. За разлика од порано, сега се подаруваат и ваучери за спа третмани, билети за во кино, патувања во земјава и странство и се останато, во зависност од креативноста и буџетот. Сепак има и такви кои велат дека цвеќето како символ за почит и љубов е најсоодветниот подарок за 8 март. Што подарувате најчесто за 8 март? Па цвеќе нормално, како прво и второ, некој погоден предат за сопругата и за женскиот пол, поубавиот пол. Дали славите, како прославувате? Види, порано беше поинако и поинако се прославуваше, сега веќе нешто друго. Подарувате, дали ви подаруваат? И едно и друго. Што најчесто одбирате вака за подарок? Цвеќе. Што најчесто подарувате и што ви подаруваат? Цвеќе, само да се одбележи. Дали славите 8 март? Секако. На каков начин го прославувате, дали во ресторан со пријателки, дали во домашна атмосфера? Па зависи. А дали подарувате? Да, да. Дали славите 8 март? Славиме. Дали славите 8 март? Да. Да, како прославувате? Дали во ресторан, дали со пријатели, со семејство? Па со другарки, со пензионерки, така со пензионери највише. Што најчесто ви подаруваат и што најчесто вие подарувате? Цвекенце или најскромно, минимално. Ја прашувам. Што сакат, мислам на блиските така. Дружба, бе. Со семејство, дружба останало од порано. Што најчесто подарувате за 8 март? Па зависи. Па не подарувам. Што знам некако. На вас најчесто што ви подаруваат? Па подаруваат керките претежно. Дали тоа цвеќе, дали козметика? Да, нешто, козметика, нешто, цвеќе. Секој ден е празник, како ти е убаво, нели?
А инаку добро се 8 март малку така. Повеќе даваме внимание или посетуваме повеќе внимание на тоа. Инаку секој ден е празник, јас мислам, ако ти е убаво во душата или било како. Што ќе подариш ти на мама за 8 март? Цвеќе. Кај ќе го набереш цвеќето или ќе го купиш? Од села. Браво. Кој ќе ти помогне за да ја дадеш подарок на мама да набереш цвеќе? Баба. Во 1997 година Генералното собрание на Обединетите нации усвоило предлог кој вели да се прогласи ден за прославување на правата на жените и меѓународниот мир. Денес, 8 март, е државен празник само во малку земји, како Русија, Белорусија, Молдавија, Украина, Ерменија, Монголија, Узбекистан, Виетнам и Кина. А Република Македонија е една од ретките земји во кои се празнува меѓународниот ден на жената, иако овој празник има само символичен статус и нема политички конотации. Една од изреките поврзани со одбележувањето на меѓународниот ден на жената 8 март, која доаѓа од познатиот Хериот Бечер Стоув, е дека жените се вистински архитекти на општеството. Женско автомоторели и оваа година ќе се одржи по 13-ти парк на паркингот до плоштадот во Автокоманда. Покровител општина Газибаба настанот го организира невладината организација Сдружение на граѓани за безбедност во сообраќајот и Primo Racing клубот. Во организација на невладината организација Сдружение на граѓани за безбедност во сообраќајот и Primo Racing автоклубот, а во соработка со градот Скопје и општина Газибаба, и годинава на паркингот до плоштадот во Автокоманда традиционално по 13-ти пат ќе се одржи женското авторели. Единствената женска автомобилска манифестација ќе се одржи утре на 4 март, во која учествуваат припадничките од понежниот пол. Релито се состои од два дела. Првото е возење по градската сообраќајна мрежа со почитување на сообраќајните правила и прописи, а вториот дел е испитот на вештината на паркингот до плоштадот во Автокоманда. Преку овој еднодневен спортски настан во кој учествуваат љубителките на автомобили, се спроведува и кампањата за поголема безбедност во сообраќајот. За учество потребни се жена возач и совозач, серијски автомобил со исправна сообраќајна документација, спортски дух со желба за добра и несекојдневна забава. Во завршна фаза е комплетната реконструкција на улицата Коста Веселино во Дебармаало. Покрај асфалтирање на улицата се обновува и тротоарот. Од општина Центар истакнуваат дека следна улица која ќе се реконструира во Дебармаало е улицата Коле Неделковски. Општина Центар ја асфалтираше и во завршна фаза е комплетната реконструкција на улицата Коста Веселино во Дебармаало. На коловозот со површина од 420 метри квадратни, заменет е тампонскиот слој и поставен е новиот асфалт. Реконструкцијата на оваа улица, која се протега од Орце Николов до Илинденска, одзеде повеќе време, бидејќи претходно, без да се извади постојната калдрма, бил ставен асфалт. Граѓаните реагираа на дупките на улицата настанати поради многобројните прекопи и затоа во договор со нив, Општина Центар пристапи кон целосна реконструкција. Се менува и тротоарот на површина од 175 метри квадратни и се поставуваат павер елементи. Во Дебармаало во теке реконструкција на дел од улицата Наум Наумовски Борче, од булеварот Илинден до Кружниот тек, а следната улица која ќе се обновува во овој дел од Центар е Коле Неделковски. Залагање за правилен развој на младите и насочување кон спортот и спортските активности е токму она што им треба на младите за да се развијат во правилни личности. Младите од општина Петровец со своите клубови веќе може да се пофалат и со постигнати резултати на надпреварите на кои учествуваат. А таков е случајот и со девојчињата од основното училиште Кочорацин, кои освоија 3-то место во кошарка на регионално ниво. Афирмација на спортот и спортските активности во општина Петровец, како и правилно насочување на младите во спортот, вродува со успех и постигнување резултати на одредени надпревари. Во моментов, младите од Петровец имаат можност да тренираат во клубовите кои се формирани, како што се кошаркарскиот клуб, карате клуб, кикбокс, теквондо, фудбалски клубови и културно-уметничко друштво.
Клубовите за нивните тренинзи ја користат салата во основното училиште Кочурацин во Петровец, како и игралиштата кои се изградени во повеќе населени места. Девојчињата од основното училиште Кочурацин од Петровец може да се пофалат со освоено 3-то место на регионално ниво во кошарка жени, организирано од Федерацијата на училишни спортови. Токму по тој повод, градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски им додели дипломи на учениците за постигнатиот успех и им посака во иднина да бележат уште поголеми успеси. Сите спортски клубови во општината имаат поволни услови за одржување на тренинзите. Покрај спортската сала во основното училиште Кочурацин и фудбалските игралишта во сите населени места. Младите на располагање ги имаат и тениските игралишта во дворот на основното училиште Кочурацин, каде што оние кои навистина имаат желба да постигнат нешто во животот преку спортот, имаат можност да го сторат тоа и на правилен начин да го минуваат своето слободно време. Викендов ќе биде воведен привремен сообраќаен режим на булеварот Борис Трајковски. Исто така престојниот викенд ќе се извршуваат и градежни работи попречен прекоп на крстосницата помеѓу булеварот Партизански одреди и улицата Московска. Градот Скопје ги известува учесниците во сообраќајот дека во деновите од престојниот викенд, сабота и недела, ќе се изведуваат прекопи за поставување попречни инсталации на булеварот Борис Трајковски. Прекопите ќе се изведуваат на локацијата пред втората капија на фабриката Охис и кај семафорот во населбата Пинтија, во време трајање од 8 до 16 часот. Поради тоа на булеварот Борис Трајковски ќе се воведе привремен сообраќаен режим и ќе биде поставена соодветна сообраќајна сигнализација. Од градот апелираат до сите учесници во сообраќајот да ја почитуваат поставената патна сигнализација и да ја приспособат брзината на движење на условите на коловозот. Исто така престојниот викенд ќе се извршуваат градежни работи попречен прекоп на крстосницата помеѓу булеварот Партизански одреди и улицата Московска. Прекопот се прави заради изведба на приклучок, а се работи во рамките на проектот за изградба на нов фекален колектор по должината на булеварот Партизански одреди, на потегот од булеварот 8 септември до улицата Московска. Викендов ќе имаме сончево и топло време со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен, повремено засилен југоисточен ветер. Утринската температура ќе се движи од 0 до 6 степени, а дневната од 14 до 20 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, од понеделник под влијание на серија влажни воздушни бранови ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. На повисоките планини врнежите ќе бидат од снег. Повеќе врнежи се очекуваат во западните и јужните делови, особено в среда. Од понеделник до четврток утринската температура ќе се движи од 1 до 8, а дневната од 7 до 18 степени. Матама метео го гледаме во продолжение.
пред крајот уште една информација во вестите. Од денеска привремено нема да сообраќаат возовите број 543 на релација Скопје-Битола, кој од Скопје тргнува во 17 часот и 10 минути, и возот број 540 на релација Битола-Скопје, кој од Битола според возниот ред тргнува во 5 часот и 25 минути, соопшти МЖ Транспорт. Според МЖ Транспорт, временото укинување на возовите е поради тоа што по повеќедневниот прекин на железничкиот сообраќај за вклучување на сите капацитети на возниот парк од техничко-технолошки причини е потребен одреден временски период. Тоа беше и последната информација за денеска во вестите. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатна вечер.